Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме пилешки стек во шасер сос, многу интересен сос со печурки, со доматен сос или сецкани пелати и демиглас сос. Едноставно вкусно, а многу интересно и убаво на изглед. Гледајте не за тоа што веднаш почува. Малце солца, во млади компери што се варат за домашно пире, класично пире. Денеска ќе направам пилешки стек со печурки, меѓутоа на малце поразличен начин. Ќе видите, многу интересно, многу вкусно. Една класична пролетна салата со свежа и крцкава марула, малце краставичка. Ќе зачинам со масло, со лимон, со малце оцет и ќе додадам малце рукола. Комплетно зелена и свежа салата. Макдоносот ќе го додадеме на крај да даде уште поубав шмек. Меѓутоа, овој пат ќе почнам со пилешкото месо и прво убаво ќе го посолам. Му додадам бибер, ќе му додадам малце масло. И балзамиран крем. Сега сето тоа добро ќе го измасирам. Ќе го оставам на страна да отстои малце, а потоа ќе го испечам на среден оган полека и ќе го додадам на крај во сосот од печурки. А во сосот од печурки денеска ќе додадам и пасирани домати или сецкани домати од конзерва, бидејќи уште домативе не ни се за правење сос, на име сезона, нели? Еве го мефцето, го зачинив, го измасирав и ќе го оставам на страна. Оставете го на собна температура да пушти малце протеинот и тек тогаш почнете да го обработувате. Сега, во тавче на оган, да видиме само таман средна температура, прво ќе исецкам кромит. Многу едноставно. Кромидот ќе го ставам на малце масло да се испржи. А додека кромидот се пржи, јас ќе ги исецкам и печурките. Овој пат печурките, шампиньони, одбрав што се убави, ќе ги сеткам многу тенко. Прво масло да додадам. Еве го кромидот. Супер. Овде ќе го ставам млекото да се загрее, затоа што пирето, кога правиме пире, млекото секогаш мора да биде добро загреано и постепено да го додаваме во компирите не веднаш целото, затоа што можеби ќе биде премногу. Така да мора буквално да внимаваме на се за нештата да бидат убави и вкусни. Сега печурките, како што ви кажав, ќе ги сецкам многу ситно. Ајде сега ставете ги печурките да се пржат, овдека уште една ми останала. И оставете водата комплетно да испари. Откако печурките ќе ја пуштат водата и ќе испари, тогаш ќе деглазираме со бело вино. Сега ќе додадеме сол и бибер. Обично, овој сос од печурки за пилешко месо се прави со павлака за готвење или со хопла. Меѓутоа, јас овој пат ќе ја направам со претходно спремен демиглас и со домати од конзерва. Во друго тапче на оган ќе додадам малце путер и малце масло. Тоа треба добро да се растопи, а откако ќе се растопи, ќе направам првата термичка обработка на пилешкото месо. Тоа значи дека од двете страни по 3 минути ќе ги пржам, па ќе ги трнам на страна. Кога сосот ќе биде готов, ќе ги финиширам внатре во сосот, за да бидат убави и меки. Додека тоа се пржи, јас ќе земам еден длабок сад и ќе го направам пирето. Компирите се веќе готови и сварени. Бичокот
вода ќе го извадам бидејќи не ми треба. Млекото ќе го трнам на страна, пошто и тоа е готово. И сега во загреаниот путер ќе ги додадам стековите. И како што кажав, ќе ги оставам по 3 минути од двете страни убаво да се испржат. Печурките веќе почнаа да ја пуштаат водата и го сакам оваа арома од печурките затоа што е умами, многу вкусно. Ајде сега да го правиме пирето. Земете една обична вилушка и испасирајте ги компирите. Кога компирите се добро сварени, со обична вилушка како ја сега можете да направите одлично и многу вкусно пире. Сега ќе додадам путер и ќе додадам малце топло млеко и ќе исеткам на крај власец. Овој пат пирето не сакам да биде онака како да е сомелено во блендер, него сакам да се почувствуваат малце и гручињата од компирот, а пошто е млад, толку едноставно се прави, видете го пирето, одлично. Ете така. Сега да земам само власец. Одлична боја. Печурките се готови, ќе деглазирам со бело вино, ќе оставам да испари алкохолот и веднаш потоа ќе го додадам доматот и демигласот. Одлично пире, да видам само на вкус какво е. Уште малце сол. Еве го, пирето е готово. Сега ќе исецкам власец. И малце свеж босилек, за да го разубавиме вкусот. Виното убаво се испари. Во пирето може да додадете и некој млечен вкус, некое сирење, бело или жолто, што вие сакате да го јадете. Едноставно, вкусот ние го правиме кога готвиме. Според тоа, ние што сакаме да јадеме, и тоа никогаш не го заборавајте, затоа што всушност и тоа е најважно. Освен познавање на начинот на подготовка, многу е важно да користиме намирници што сакаме да ги јадеме и нив да ги готвиме. Проверам сега со месото до каде сме. Погледнете оваа боја. Ова е све од балзамот, од густиот балзам, затоа што тој има и доста шекери во него. Тие карамелизираат и ја добиваат оваа прекрасна боја. Сега виното испари, ќе ги додадам доматите. Им се допаѓа ова. И сега ќе додадам од сосот демиглас.
Сето ова сега убаво ќе го соединам и ќе оставам да си добие убава густина, меѓутоа ќе го префрлам на плинот, затоа што на плин секогаш побрзо се готви него на струја. Ја многу сакам да готвам на плин. Еве го пилешкото. Сега што ќе направам, ќе го затворам пилешкото месо, додека јас го готвам сосот. Пилешкото месо дополнително ќе се дообработи, затоа што термичката обработка престанува кога средниот дел или јадрото на парчето месо ќе биде комплетно оладено. Се додека не е оладено, тоа ќе се обработува и ако го затвориме вака со најлонска фолија, ќе му помогнеме. На овој начин месото ќе биде меко и сочно, токму она што е потребно. Многу од луѓето не сакаат да готват пилешко месо затоа што едноставно не знаат како. Ова е правиот начин, верувајте, двојна термичка обработка. Или пак, ако имате време, земете пилешко месо, како например пилешки гради, ставете ги во еден сат, уклучете арерната на 73 или 75 степени и оставете ги така 2 часа во рерна. Тие ќе се обработат, а потоа можете многу лесно и едноставно на масло, со путер, со зачини, со малце лукче, да ги дообработите, да фатат убава кора од озгора, а внатре да останат меки и сочни. Еве го, ова си е сега на добар пат, месото си се готви, а јас сега ќе направам една убава пролетна салата, како што ви кажав. Само сега ќе го покријам и пирето за да не се лади. Хромникел садовит 18-10 се многу добри затоа што тој е медицински челик и многу се користат во професионалната гастрономија затоа што продуктите што ги чуваме во нив се навистина заштитени. Замислете 10 минути од како ќе ги извадиме во фрижидерот, они се уште ја држат истата температура затоа што таков е челикот. Пред да почнам да правам салатата, морам да го пробам сосот, да видам дали нешто недостига. Малце сол. Ќе додадам и малце бибер. Тоа е тоа. Марула. Свежа, убава, крцкава и пролетна. Сега, навистина е задоволство да се оди на пазар, затоа што пазарот е полн со свежина и е многу колоритен. Бои на зеленчуци и на овошја во сите бои. Тоа навистина ме воодушевува. Марулата ќе ја искинеме. Ќе измешам рукола. Краставичката добро ќе ја измиете, дури можете и во длабока вода, малку сода бикарбона да додадете и го ставите таму зеленчукот 10 на минути да отстои, а потоа може да го обработувате. Макдоналдс ќе исечкам, ми треба и за сосот, треба и за салатата. И не заборавајте, сега зеленчук, посебно во зелена боја, имаме во изобилие. Јадете секој ден една убава и голема порција со салата. Верувајте дека многу добро ќе се чувствувате, а не заборавајте и дека доаѓа и летото. Треба да се оди на плажа и да се биде со нормална килажа, што е и навистина многу тешко, посебно за мене. Јас сум човек што си сака да си јаде, меѓутоа мора да се внимава колку внесуваме, што внесуваме, затоа што здравието секогаш е пред се. И ако имате време, нормално излезете, прошетајте, идете и стрчајте на кеј покрај Вардар. Едноставно, водете здрав живот и јадете здрава храна. И секако гответе со задоволство, тоа е најважно. Многу вкусно мириса.
Сега, салатата ќе ја зачинам со масло. Со балзамиран гус крем. Додадам малце лимон. Многу малце вински оцет. Сето тоа добро ќе го измешам. Едноставно, лесно и вкусно. Овде треба сол да ставам. Одлично. Мефцето е готово. И сега многу сакам домашно пире. Тоа е тоа. Колку е меко и убаво. Ако сега во средината ќе го додадам пилешкото месо, а од озгора ќе додадам сос и го направи вака влабнато за сосот да стои во пирето. Погледнете оваа убавина. И бојата е одлична, многу ми се допаѓа. И сега сосот ќе го ставиме во средината. Да го има насекаде. Одличен оброк. Одличен. Ми се допаѓа и како изгледа, а и многу вкусно мириса, привлекува. Тоа е тоа. Одозгора малку власец. И како декорација, меѓутоа и како дополнителен вкус. Драги мои, нека ни е на здравје. Шасер сос со пилешко месо, со печурки, едноставно пирето многу вкусно, пилешкото меко и сочно, а за сосот не сакам ни да разговарам. Вреди да го направите и вистински да уживате во неговиот вкус. Посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и едноставно одберете се што ви е потребно за вистински да може да сготвите квалитетна храна за вас и за вашето семејство. Поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и секако поздрав до Дерма Пјур, која ќе се погрижи за вас да имате идеална кожа на вашето тело и лице. Бидете поздравени, имајте убав ден и пријатна вечер.